Ја следите емисијата на Македонски корени од Сиднеј со вашите домаќини Бети и Он Треновски. Почитувани слушатели, Facebook следбеници, како што знаете, секоја сабота во ова време е резервирано за разговор со наши гости. Наш денешен гостин е Љузим Фаризи, доктор по меѓународни политички науки, политиколог и политички аналитичар. Со доктор Фаризи ќе разговараме за најактуелните теми во изминативе неколку дена, како и за теми кои не засегаат сите нас, без разлика каде и да сме. Токму така, почитувани, со доктор Фаризи ќе зборуваме за пораките на премиерот Христијан Мицковски од маргините на НАТО самитот во Вашингтон и за одржаните билатерални средби. Ќе зборуваме и за тоа што премиерот Мицковски не потклекна под притисоците на соседите, туку напротив, токму од местото каде што се одржуваше НАТО самитот, го употребуваше историското име на Македонија. Ќе зборуваме и за срамната изјава на Јованка Тренчевска, поранешната министерка во владата на Ковачевски и Заев, дека владата предводена од премиерот Христијан Мицковски не го почитувала Преспанскиот договор, и тоа за време додека македонската делегација се наоѓаше во Вашингтон. Ќе зборуваме за придобивките од билатералните средби во Вашингтон, како и за обезбедување на 500 милиони евра по многу поволни услови, кои ќе бидат искористени за подобрување на македонската економија и за капитални проекти. Ќе зборуваме за поставување црвените линии за да не го загубиме суверенитетот, со тоа и правото да бидеме господари на нашата македонска судбина. Ќе зборуваме за однесувањето и небулозите на ДУИ и нападите на адреса на македонската делегација која беше на НАТО самитот во Вашингтон. Ќе зборуваме за меѓусебниот однос на коалиционите партнери во владата на Христијан Мицковски, а ќе зборуваме и за барањето на Зијадин Села непишаните правила за состав на влада да постанат пишани правила. Со доктор Фаризи ќе зборуваме за укинување на балансерот, но и за многу други теми, почитувани. За таа цел, во овие моменти, преку видеолинковско поврзување, го покануваме доктор Фаризи да не се придружи во студијово на Македонски корени. Се надеваме дека нема да имаме проблем со звучниот сигнал. Ако не слушате, господине Фаризи, добро ви утро и добро ни дојдовте на Македонски корени. Добро утро, добар ден, добро вечер на сите што не следат. Денеска поздрав до вас, до Јон. Мило ми е што уште еднаш учествувам во вашата емисија, за да поразговараме за актуелните теми што се случуваат во нашата држава, особено после поканата од страна на САД, односно на НАТО, на нашата делегација да присуствува во САД во оближување на денот на НАТО и сите други актуелни политички случувања во нашата држава. Така, добро ви утро од мене, господине Фаризи. Ви благодариме што ја прифативте нашата покана да бидете заедно со нас и со нашите гледачи и слушатели и низ разговор да се обидеме да ги анализираме дел од она што се случува во Македонија на политичка цена. Се надеваме дека ќе го задржиме вниманието на сите нив како и во минатото. Исто така? Се надевам дека нашите гледачи, односно нашата диаспора, ќе бидат задоволни од вашите прашања и моите одговори. Да ви подсетим и на тоа дека доколку има некои прашања од гледачите и слушателите, а не се опфатени од наша страна, ќе ви бидат ставени на екранот и доколку сметате дека на нив треба да одговорите, можете тоа да го направите. Па реално ние сме тука за гледачите, без нив не би било интересно. Така. И не би било убаво, така што слободно може да ни постават прашања ако не се опфатени во нашите или дополнително сака да им одговориме на нив. Со задоволство ги направи тоа. Македонската делегација составена од премиерот Христијан Мицковски и тројца министри Мунцински, Мисајловски и Тошковски престојуваа неколку дена во САД на маргините на НАТО самитот кој што се одржа во Вашингтон. Лидерите на сите 32 земји, членки на НАТО алијансата, беа пречекани од генералниот секретар на НАТО Столтенберг и од председателот на САД Џо Бајден. Пред нивниот официјален пречек, сите тие имаа и своји обраќања за новинарите. Премиерот Христијан Мицковски за време на неговото обраќање, непосредно пред официјалниот почеток на состанокот на НАТО, самитот порача дека за време на НАТО состанокот ќе промовира мир, стабилност и владење на меѓународното право,
а за време на неговото обраќање ниту еднаш не ја употреби придавката Северна, туку историското име Македонија, како и контрибутите македонски, односно македонска влада и македонски народ. Господине Фаризи, пред да го слушнеме вашиот став за ова, сакам за нашите слушатели и гледачи да пуштиме да слушнеме дел од неговото обраќање, од обраќањето на премиерот Мицковски. За нас представува посебна чест и задоволство да се биде во друштво на овие луѓе, заедно со нив да го одбележиме овој јубилеј, 75 години од постоењето на НАТО алијансата, најголемата одбрамбена алијанса во светската историја. Како држава подготвени сме да го додадеме својот придонес на сето она што представува вредност. Тука сме заедно со нашите сојузници да ја потврдиме нашата посветеност, како и до сега, така и во иднина, дека ќе го промовираме мирот, стабилноста и владењето на меѓународното право. Како малоброен народ, сакаме да потврдиме дека она кое што за нас е важно е да во деновите кои што овде ќе разговараме за важните прашања, ги донесеме најзначајните одлуки кои што ќе моделираат иднината на човештвото во следните декади. И ние ќе го дадеме својот придонес. Македонија како држава има намера да продолжи на тој начин да функционира и да ги промовира вредностите. Како македонска влада сакаме да бидеме рамо до рамо со нашите сојузници и да го потврдиме слободарскиот дух на македонскиот народ и на македонските граѓани. Она кое што исто така сакам да го потврдам е дека остануваме посветени на исполнување на обврските, односно минимум 2% од бруто домашниот производ да бидат инвестирани во модернизација на нашата армија, нешто кое што е многу важно, затоа што само на тој начин ќе ги следиме современите чекори и ќе следиме најголемата светска одбрамбена алијанса која што некогаш постоела. Како малоброен народ сакаме да потврдиме дека она кое што за нас е важно е да во деновите кои што овде ќе разговараме за важните прашања, ги донесеме најзначајните одлуки кои што ќе моделираат иднината на човештвото во следните декади. И ние ќе го дадеме својот придонес. Македонија како држава има намера да продолжи на тој начин да функционира и да ги промовира вредностите. Како македонска влада сакаме да бидеме рамо до рамо со нашите сојузници и да го потврдиме слободарскиот дух на македонскиот народ и на македонските граѓани. Како ќе го прокоментирате ова негово обраќање, господине Фаризио, особено тоа што не употреби придавката? Најпрво сакам да кажам дека владата почна добро да постапува, особено бидејќи НАТО самитот се одржи реално во многу краток период од самото составување на нашата нова влада, предводена од страна на ВМРО-ДПМНЕ. Многу е важно, бидејќи треба да знаат и гледачите и слушателите, дека имаше многу скептици, особено на така наречените политички аналитичари, кои буквално денес ги снемува од ТВ екраните и да излегуваат да пишуваат, односно јавно да ги бранат нивните глупи ставови што ги има во минатото. Особено и на некои други луѓе во самата нашата држава кои секогаш биле на тоа, односно има некои ставови што може многу се поблиски со нашите регионални држави, односно ставови кои се поврзани директно со Грција или Бугарија и со тоа прави пропаганда. Но многу е важно да се надоврзам директно со излагањето на премиерот Христијан Мицковски, со тоа неупотребата на уставното име, односно на додавката Северна. Тој уште еднаш ја покажува неговата зрелост и цврстеност од претходното што ги имаше ставовите, дека во сите можни негови билатерални соочувања или средби што ќе ги има, особено во сите негови излагања,
колку е можно повеќе да ја избегнува додавката северна, односно да го употребува само името македонско. Јас мислам дека многу вешто тоа го направише во неговите излагања во Вашингтон, секаде каде што имаше билатерални сочувања или средби со луѓето, па и сите негови панели што ги издржа, сите комуникации, па и со јавноста, и со медиумите, избегаваше да го употребува додавката северна, односно да оди само со името Македонија или само со македонскиот народ. Многу е важно да знаат гледачите, а и сите тие што беа скептични, дека реално ние во Вашингтон немавме ниту една негативна реакција кон нашата делегација во смисла на употребата на само македонско или само односно само Македонија. Така што ова е добар впечаток, односно покажува дека имаме многу зрел лидер кој лека по лека прави една надворешна политика која може да покажува и личи на една суверена независна држава, без некој да се вмешува подетално во нашите политички одлуки што ги имаме во државата. Бугарскиот премиер Димитар Главчев, кој на НАТО самитот ја представуваше Бугарија, непосредно пред официјалниот пречек обелодени дека со премиерот Мицковски остварил кратка средба од околу 3 минути, при што истакна дека и двајцата се согласиле за намалување на напнатоста помеѓу Македонија и Бугарија. Дозволете прво да ја слушнеме неговата кратка изјава. С него най-много разговарях в интерес на истината и даже говорихме, че трябва да се намали напрежението. Правихме си снимка, ще я пуснем, но говорихме и на едно мнение бяхме, че трябва да се намали напрежението в говоренето. Поне тъй като знаете, че обикновено между гражданите, между народите на две особено съседски страни няма напрежение и политиците, ако не помагат да се развиват по-добре, поне не трябва да пречат. Това е мое разбиране по принцип, а най-добре е да помагат. Господине Фарези, каков е вашиот став за оваа изјава на Главчев и дали према вас веќе се надзира дека ќе има позитивна промена во добрососедските односи, особено ако се земе во предвид она што го рече дека политичарите треба да помогнат, а не да одмогнат, или пак мислите ќе си продолжат со нивните негаторски односи кон Македонија? Мора да знаеме дека ова беше самит на НАТО и тога беа сите земји членки кои се дел од низе, односно сите политички представници на државите би требало да бидат повнимателни на нивните изјави и тоа се случаше сега во самитот на НАТО, бидејќи тие треба да кажат дека се унитарни, односно дека се заедно во нивните цели што ги има НАТО алијансата. И ова, но мора да пред се, иако е така, но неговата изјава беше, мислам дека коректна, во тоа дека поставува една добра насока за војнина на нашата држава со Република Бугарија да може да најде начин да го избегне, односно да го реши спорот што ги имаме ние заеднички со Бугарија. Јас мислам дека ова е добар печаток, односно од неговата изјава, тој беше многу позитивен, реално и да го гледаш вака, значи на неговото излегување, најверојатно тоа ќе биде еден од како почеток неговата, можда била 3 минута неговата средба таму, бидејќи реално има многу делегации таму, многу контакти се имат, па имат и работа, нели, таму во заседанието на НАТО самитот, така што мислам дека е добар почеток, добра изјава и добро кажа дека политичарите треба да ги решат споровите помеѓу државите, во таа насока му беше веројатно изјавата и јас се согласувам со тоа и е добар почеток, добар пат за ние војнина да можеме да имаме такви средби со челниците на Република Бугарија. Имајќи го предвид дека и кај нас и во Бугарија се случија изборите, така што има нови влади и реално ќе треба да поминава некое време, имаше избори нели во Европска унија, треба да помине едно време,
па за да може да почнат тие новите преговарања, односно да може да се смени тој договорот што беше претходно составен од мината на нашата влада и од страна на Бугарија, кој не беше усвоен нели во нашиот парламент. Така што јас мислам дека ќе се најде некој начин да се помириме со Република Бугарија и конечно на Република Македонија да му се отвори патот во интеграцијата во Европската унија. Односно да почнеме да преговараме со Европска унија. Јас мислам дека генерално ако ме прашате мене, мислам дека ние не треба да брзаме, туку треба да го чекаме моментот кој ќе биде најдобар за нас, најкористен и тогаш ние ќе можеме да ги почнеме преговорите. Јас мислам дека ќе треба повеќе да се фокусираме во внатрешната политика. Без разлика не е дали утре дента ќе го решиме спорот со Бугарија, тоа не значи дека по дефолт ние автоматски ќе бидеме дел од Европска унија, бидејќи реално и во Европска унија ако бидеш дел од нејзе, треба има освен што имаш корист во тој голем, односно во таа голема унија, пред се економски и социјално, но има и одговорноста кон Европска унија. Како што беше сега во НАТО, ние сме дел од НАТО, но пред се треба да вложиме буџет над 2%, односно над 2% во армијата и пред се треба да гарантираме безбедност ниво на светот, но сепак ние имаме и одговорност да партиципираме како што е случајот со Украина. Премиерот Христијан Мицкоски за време на посетата и учеството на НАТО самитот имаше и едно предавање на Џон Хопкинс универзитетот, каде што ги коментираше позициите на Македонија за бугарските парања за уставните измени. Мицкоски потсети дека единствената институција да оцени кој ги прекршува човековите права е Судот за човекови права во Страсбург, притоа напомнувајќи дека токму таа институција има донесено најмалку 14 пресуди дека Бугарија е таа која ги прекршува човековите права, а не Македонија, бидејќи против Македонија нема никаква пресуда. Пред да го слушнеме вашиот став за ваквите позиции на Македонија, предлагам да слушнеме и дел од изјава на премиерот Мицкоски по однос на она што го кажа на универзитетот. Which institution in Europe is in charge to judge whether someone's rights has been violated? We are talking about Strasbourg Human Rights Court. We have 14 decisions from Strasbourg Human Rights Court saying that human rights of Macedonian community in Bulgaria being valid or restricted, and zero for Bulgarian community in Macedonia. There is a logical question: which rights can be violated, and what is the need of such a step? Повелете, господине Фаризи, како ќе ги прокоментирате овие изјави на премиерот Мицкоски? Јас слушнал, односно и другите делови што ги имаше во неговото излагање пред студентите во Џон Хопкинс универзитетот. Јас мислам дека беше многу добар панел и ми беше на корист пред се да ја представиме идеите што ги имаш, пошто освен ова што го кажува со Бугарија ги даваше и други идеи, други ставови, особено со внатрешната политика, која ќе коментирам малку ако ми дозволите на 15-30. Но пред се он и кажува реалноста што се случува во Република Бугарија, нели Република Бугарија сегаш има барања кон Република Македонија, но не ги почитува правата на малцинствата во самата држава, вклучувајќи и македонскиот народ кој живее во Бугарија. Иако има неколку пресуди во Европскиот суд дека Бугарија ги има прекршени нивните права и треба да ги почитува исто. Тој неговиот став што го има тука пред студентите реално покажува таа реалноста како Република Бугарија води внатрешната политика кон малцинството и тоа би требало да биде проблем за самата Бугарија и особено во непочитувањето на меѓународниот суд за човекови права кој е најголемиот суд во ниво на светот, кој е инкорпориран во меѓународното право. Така што потенцирањето од страна на Христијан Мицкоски, односно како премиер на држава, им покажува на странците дека
Република Бугарија, иако има барања кон нашата држава, на услови кои може да се алогични кон нашата држава, пред се кон нашата независност како држава и како народ, самата Бугарија истите малцинства не ги почитува. Особено Бугарија нели бара нивните малцинства да се почитуваат во Република Македонија, односно да се бидат дел од Уставот, а од другата страна, иако има меѓународни пресуди од страна на судот за човекови права, пак истата држава не ги почитува. Истото значи не играме во да бидеме равноправни како држави. Тоа бара надвор од држава за незините права, односно правата на незиниот народ, а во другата страна не сака да ги почитува другите права, односно на другите етникуми внатре во држава, вклучувајќи и македонскиот народ. Но многу е важно дека во таа изјава, што за мене барем многу е важно, бидејќи јас сакам повеќе да се навратиме на внатрешната политика, да ги правиме реформите, бидејќи минатата влада веќе е во опозиција, луѓето кои треба кои злоупотреба службената должност во нашата држава треба да дават одговорност за тоа, и премиерот Христијан Мицковски во ова излагање, можда на кој друг дел, што вие го немате, покажува дека нашата држава односно нашата влада ќе биде сконцентрирана во иднина да се бори против криминалот и корупцијата и луѓето да дават одговорност тие што го злоупотребиле законот, односно го имаат кршен закон. Бидејќи тоа е многу важно за нашата држава, односно за целокупниот народ што живее во Република Македонија, бидејќи реално во последните 7 години државата беше украдена и упропастена од сите полинија и од сите страни. Грчкиот премиер Киријакос Мицотакис за време на една сесија во рамките на НАТО самитот ја обвини македонската влада дека наводно Македонија го поткопува Преспанскиот договор. Пред да го поставам моето прашање, предлагам да ја слушнеме таа изјава на Мицотакис. And this is something which is simply non-negotiable. It's very clear, it's in the Prespas agreement, and it's non-negotiable for Greece. So when I hear the new government of North Macedonia referring to the country as Republic of Macedonia, within the country, I have serious concerns. And this is an issue which I do intend to raise. It is not constructive. It does not help the European path of North Macedonia. It's an unnecessary complexity. Господине Фарези, како ќе ја прокоментирате оваа изјава на Мицотакис и дали према вас навистина Македонија го поткопува договорот или е сосема обратното? Значи премиерот на Грција во ова обраќање директно ја спомнува новата влада. Ова декларација реално, вакви декларации реално ќе имаме ние и во иднина од нивната страна, бидејќи тие по секоја цена ние и дома да го употребиме Република Македонија, јас мислам дека тие ќе почнат да реагираат, така што не ме чудат овие реакции. Реално ние имаме еден договор потпишан од нивната страна, со што го изменивме тогаш и уставот на швейцарски начин, но сепак новата влада, јас мислам дека добро постапува, таму кај треба да се почитува, пред се ние мора да го почитуваме реално сега, бидејќи така ние го сменивме уставот, така имаме облигации кон меѓународната заедница, бидејќи сме потписници на таа договор, без разлика значи дека е друга влада, но максимално ние треба да се бориме во иднина тоа да го вратиме назад пред се, а во првично треба ние да избегаваме во секој соочување, особено внатре во државата, не може да ни забрана да го употребуваме во нашата комуникација нашето име, што го има како Република Македонија, како македонски народ, но јас не очекувам дека тие нема да застануваат. Бидејќи секогаш тие ќе најдат некоја алиби да не нападнуваат нам дека ние го прекршиме тој договор што го имаме случајно со нив, а реално тие првите се кои не го почитат. Исто бидејќи тие уште не го има спроведено во нивната држава, тоа пример, едно од примерите е промена на
на таблите. Уште пример не пишува Република, ајде да биде Северна Македонија, туку пише уште Скопје, значи тие не го признав, не признав, ни со уставното име што моментално што го имаме. Тие уште, значи, по старото одат, односно да не викат како скопјанци. Така јас мислам дека ние треба да го подигнеме на повисоко ниво, реално, ако би требало така да биде, тие го имат, не го имат спроведено тој устав. Односно тој договор. А ние буквално го имаме спроведено овие последните 5 години, па и со измените на документите, односно со пасошите, личните карти и така натаму. Така што јас очекувам и во иднина да видим дали е коректно, не е коректно реално за нас, но пред се Грција ги злоупотребува реално незината позиција како поголема држава и како постара држава во смисла дека е членка во Европска унија и во НАТО алијансата. Со доаѓањето на оваа нова влада забележуваме еден многу поразличен пристап околу националните интереси и веќе се гледа дека се напушта политика на таа свиткана кичма, која што сега саме нивните коалициони партнери и дури ја водеа во изминатите 6 до 7 години. Дали и вие го забележувате тоа и како гледате на ваквиот пристап на премиерот Мицковски и неговиот владин тим? Јас мислам дека новата влада многу добро постапуваше, особено премиерот и неговиот состав што го има во владата. Особено многу е важно за граѓаните на Република Македонија, односно на македонците, па и другите националности, дека ние треба да се фокусираме повеќе во внатрешната политика, а особено треба да имаме став и да не се искичмуваме пред меѓународната политика. Исто така, значи, една од изјавите на премиерот Христијан Мицковски беше дека особено во делот на реформите што треба да се случуваат во судството, односно во правосудниот систем, одма почна да реагираат амбасадорите од странство и тоа Христијан Мицковски, односно премиерот, го искажува дека тоа веќе е направено пракса на дорешните дипломати да се мешат директно во нашата внатрешна политика. Тоа е последица од едно лошо владење во минатото и пред се по секоја цел да бидеш дел од власта, без тоа да не направиш калкулации колку тоа ќе му наштедиш на државата. И тоа се случуваше цело време во изминатиот период, односно во последните 7 години, кога гледаше СДСМ и ТУИ, под секоја цена тие да бидат на власт и под секоја цена да бидат послушници на странските дипломати. Странските дипломати може да нас да ни кажуваат, односно да тука да комуницира, да најде некое подобро решење што е подобро за нашиот народ, но не значи дека тие треба да донесат одлуки за нашата држава. Значи се знае системот во нашата држава како е и кој донесува одлука. Донесува одлука народот, кој ги избира нивните представници, и нивните представници да донесат одлука конформ тоа што го побара народ. Така што јас мислам дека ние лека по лека треба да ја стабилизираме пред се држава, во тоа независно да бидеме од донесување на одлуките надвор од нашата држава, пред се одлуки треба да се донесат однатре од нашите институции. И една за секогаш да имаме некој став, односно политички став и пред се еден став национален кој треба да ги штити правата и интересите на нашата држава. Како гледате на нападите од СДСМ пред се оние на новиот лидер Венко Филипче, кои беа упатени на адреса на Мицковски и делегацијата за време НАТО самитот во Вашингтон, дека Мицковски и ВМРО ДПМН цело време во изминатиот период работеле против членството на НАТО наместо да молчат барем за тие 2-3 дена, за да може Мицковски заедно со тројцата министри да издействува повеќе позитивни сделки за државата, како политичка, така и економска се разбира. Што да кажам, сега само го изгубил компасот, тамо не се знае кој јаде, кој пие, кој плаќа тамо. Реално тие се многу се разочарани после изборите. Без разлика што имаат нов лидер, мислам дека тамо владеја хаосот и тамо не знае никој какви изјави дава. Буквално
е банда без команда тамо, реално да се кажува, така што никој не знае што изјавува, тоа нема еден политички став од целата политичка партија. Јас мислам дека пред се тие треба да се сконцентрираат внатре во нивната политичка партија и повеќе да се замарат со нивната политичка партија, односно повеќе да ја градат внатре, која е тотално распадната. И во тоа дека нема внатре мотив да се работи за да се консолидира политичката партија, тие се замарат со некои буквално глупости, односно и нивните составови уште продолжат на тоа. Значи тие не извадиле поука што им каже народот на 8 мај, тие продолжат со истите политички ставови што ги имаше и минатата раководство внатре во партијата. Тоа покажува дека тие ќе продолжат како и до сега, што ги има тие славни изјави заедно бившиот премиер заедно со тој. Така што тамо во тие политички партии што веќе се во опозиција, тамо владеа хаосот и паниката од тоа што го изгубиле работните фотели, односно работните позиции што ги има во секоја цена да крадат и да се збогатуваат. Но јас мислам дека тие треба да научат од тоа што, односно да извадат полку од нашиот премиер и наша делегација што учествува во САД, пред се на Триполиња, во представувањето на нашата држава надвор од во меѓународните односи. Значи тој буквално може да кажем дека е еден од најспремните лидери што го ја имал државата, пред се рамо до рамо со сите други лидери во ниво на свет, неговата комуникација, неговите ставови, тоа е многу важно, тоа е брање на националните интереси и во меѓународните односи многу е важно тоа што го користеше секој момент за да постави линк со нашата диаспора тама и да ги користи нив во смисла да ги сослушава нив и да ги користат нивните линкови со цел да придонесеме во економскиот план во државата, особено во странските инвестиции, да ја промовира нашата култура заедно со нив тамо. Второто е да ја претставува политички државата надвор, дека да покажува дека таму пред се има лидер кој ги може да ја представува нашата држава, и другото е тоа што ја покажува неговата решливост да се бори против криминалот и корупцијата во ниво на светот како што ја има промовирано и односно и Стейт департмент, односно администрацијата на Џо Бајден му има прогласена војна на криминалот и корупцијата во ниво на светот. Во последниве неколку денови од опозицијата пред се пратениците од СДСМ и министрите кои беа дел од власта во изминатите 6-7 години, наместо да се фокусираат на санирањето на партијата од големиот нокаут за време на изборите, тие и понатаму продолжуваат да работат на штета на Македонија, македонскиот народ и македонските граѓани, а во корист на соседите. Пред некој ден на една национална телевизија за време на дебата, пронешната министерка Јованка Тренчевска ја нападна сегашната влада, предводена од премиерот Христијан Мицкоски, дека не го почитувала Преспанскиот договор. Пред да го слушнеме вашето видување за ова, дозволете да ја слушнеме изјавата на Јованка Тренчевска, односно нејзиниот одговор на едно поставено прашање од водителот, кое гласеше дали Македонија го прекршува Преспанскиот договор. Дали го има прекршен? Апсолутно го има прекршен. Северна Македонија не се користи. Потребата на името и внатре и надвор треба да биде Република Северна Македонија. И ако веќе почитуваме договори, треба да го почитуваме до крај. Ние не може кога во странство или овде кога даваме заклетва за избор на председател на влада, да го користиме Северна Македонија, во сите други изјави да користиме Република Македонија. Тоа е и манипулација со јавност од една страна. Господине Фаризи, како гледате на ова изјава на Тренчевска, која ја дава токму за време додека премиерот Мицковски заедно со тројцата министри и председателот на собранието Гаши беа во Вашингтон на маргините на НАТО самитот? Дали со ова се нарушува позицијата на Македонија на меѓународен план и дали со ваквиот начин на однесување на опозицијата на Грција и се дава силно дипломатско оружје?
Реално да го слуша некоја од некоја друга држава, што го разбира само македонскиот народ, а не може да ги препознава народите, ќе мисли дека е портпарол на владата на Грција. Односно дека е министер за надворешни работи на Грција. Така што да коментираш, значи ваквите политики ја носеа СДСМ на Дереджа, а дополнително она колку што знам даде оставка од партијата, значи во сите органи во партијата, така што, но пред се она беше министерка и треба да биде малце повнимателна во неговите изјави, пред се била личност која владееше со државата, односно во нејзиниот дел како министерка, така што пред се не треба да се дават така паушални изјави и да си за да ја употребуваш уставното име. Јас мислам дека треба да биде малце да го избегува прашањето, односно да биде полиберална, но она значи имаше ставови буквално како да е представник од Грција во телевизија. Така што но комент не разбираш, може самите гледачи да ја оценуват низината изјава. Јас мислам дека и добро е реално за граѓаните ако идеме на некој тотален крај со вакви политики, никогаш нема да бидат веќе политичка партија. И добро ако ја градат политичката партија вака по истите ставови, по истите мислења, јас мислам дека на Република Македонија воопшто не му треба такава политичка партија. Треба ли ова да влезе во рубриката верувале или не? Да, јас мислам дека треба дури и поарогантно да одиме, реално да кажем дека Грција има представник во државата. Реално јас мислам дека почесен конзул треба да ја На жалост многу како нејзе има таму. Затоа се таму кај што се. Па мислам дека не учат од поуките во минатото и реално вака како не учат, слушајте, многу е важно, ние треба да има плурализм, треба да го почитуваме, нам не треба две посилни политички партии во Македонија, македонскиот народ, бидејќи така ако има само една политичка партија ќе нема конкуренција, ќе се олакомуваат нормално, можда не сите, ама дел од функционери, така што секогаш треба да има конкуренција и борба на идеи. Така што, ако иде по ова насока, реално СДСМ може и да згасне како политичка партија. Не кажувам дека веднаш, но во иднина на тоа насока ќе оди, бидејќи реално со вакви политики не се гради партијата, односно не се гради па воопшто државата. Значи ние треба да имаме луѓе барем кои пред се ја сака државата. Тоа е многу важно. Господине Фаризи, како гледате на она што од СДСМ го верглаат, а тоа е дека благодарение на храбрите чекори и државнички одлуки за да го променат името, сега се овозможило македонската делегација предводена од премиерот Мицковски да бидат присутни на НАТО самитот во Вашингтон? Па ние не знаеме што ќе се случи во последните 7 години, тие владеле, не владееше ВМРО ДПМН, така што можда ние пак ќе бевме дел од НАТО, но сосема со нашето уставно име што го имавме како Република Македонија. Значи да бидеме со Север, немавме да ги имаме овие перипетии во секој ден кој ќе им текне на грците да излегат и на бугарите да не критикуваат нам дека ние сме прекршени. Реално ние како не представуваат тие во меѓународна заедница, така да прават таа слика за Македонија дека ние не го почитаме меѓународното право. Тоа ми е целта на овие две држави, така што ние реално не сме биле некоја друга влада после 2017 можда ние ќе имаме многу подобар договор. Ако го кажувате и Ципрас нели во последните негови изјавувања дека кажува дека да било сега во моментално како што е проблемот во Украина, ние ќе имавме многу полош договор, што тој ја отфрлува тезата на СДСМ реално, а тој е од подписниците на тој договор. Так. 75 годишниот поред самит на НАТО алијансата кој се одржа во Вашингтон заврши. Главна точка на самитот беше поврзана со војната во Украина и поддршката за Украина. Многумина мислат дека за Македонија овој самит немаше некое позначително значење, но дали е така, ако се има во предвид дека Украина
до сега има склучено околу 15 билатерално безбедносни договори за финансиска и воена помош со земјите членки на Алијансата, барајќи долгорочна помош. Таков договор Украина побара и од Македонија. Дали Македонија е доволно спремна, доволно моќна и имотна за да потпише ваков договор, господин Фариси? Ние односно Македонија како дел на НАТО алијансата сме покажале дека сме рамо со рамо до другите држави кои се дел од НАТО, реално во смисла дека сакаме да ја помогнеме Украина. Еве ние во минатото ја имаме помогнато во додавање на воена помош. Сега зависи од државата, од буџетот што го има. Значи ние не можеме да се споредиме со големите држави како што е САД, Германија и Франција, и другите поголеми држави, но сепак јас мислам дека ние може да донесеме придонес, особено во одржувањето на билатералните односи што го имаме со Украина и нашата може асистенција што може да биде доделено. Тоа не значи дека ние по дефолт треба да и само финансиски треба да ја помогнеме, можда и логистички да ја помогнеме и во другите насоки што ги има во одбраната политика, така што јас мислам дека добро се поставивме во минатото и јас мислам дека владата ќе најде начин да бидеме барем коректни со нашите сојузници, а особено и во однос со Украина. Дали тоа ќе биде со потпишување на нови договори финансиски, тоа треба да се гледа, но пред се јас мислам дека ние ќе бидеме солидарни во таа НАТО алијансата и јас сум убеден дека владата ќе најде начин како тоа да се справи со него. Ние не можеме да на Украина да дадеме 100 милиарди евра во смисла на пари или во смисла на војна опрема, бидејќи тоа не ниту го произведуваме, но јас мислам дека ќе се најде начин да бидеме барем морална поддршка на Украина во ова насока. Била тоа и некоја формална поддршка што може да има и на воен план. Учеството на НАТО самитот во Вашингтон од страна на Мицкоски и неговиот тим беше искористено и за одржување и на неколку билатерални средби, како и неколку кои не беа од билатерален карактер, туку од економски. Пред да ви го поставам прашањето, сакам заради нашите слушатели и гледачи да слушнеме една изјава на премиерот Христијан Мицковски. Добро вечер од Вашингтон. Заврши уште еден работен ден на НАТО самитот, кој што се одржува по повод 75 години од формирање на Алијансата. Испратив неколку пораки, од кои што најважната е дека долго време регионот и Македонија како држава беа заложници на минатото. Потребно е да се фокусираме на единината и она кое што следи со единината. Да направиме Македонија повторно горда, но и да го направиме Балканот повторно горд. Да бидеме добри соседи, да се разбираме и да соработуваме. Тоа е она кое што го очекуваат граѓаните од нас и тоа е она на кое што јас како претседател на владата ќе бидам фокусиран во годините кои што следат. Понатаму би сакал да кажам дека втората порака која што испратив е дека помина времето на свиткани кичми. Помина времето на корумпирани политичари кои што доаѓаат од Македонија и политичари кои што се подготвени од името да ја заштитат својата корупција и криминал да направат буквално се, да потпишат се, да го прифатат секое понижување кое што ќе им биде понудено на маса, само да го заштитат својот криминал. Тоа време е веќе историја и минато. Мораме да зборуваме како вистински партнери, да зборуваме како соседи. Бидејќи партнерството и добрососедството е двонасочна улица. И ние сакаме тоа да го негуваме и само така да го гледаме. Уште еднашка би сакал да ви посакам едно големо Македонија ве сакаме и бидете горди бидејќи навистина даваме се од себе да го повратиме она изгубено достоинство кое што изминативе 7 години за жал повторно ќе кажам, го немавме не само овде во Вашингтон, туку и на секаде до светот, бидејќи не представува политичари кои што за среќа на граѓаните се сега веќе минато. Дали е вака јасното кажување на македонските ставови е индикација дека новата влада на Македонија нема намера да ја витка кичмата и да клима со глава, туку дека има многу поактивна и подобра надворешна политика за разлика од пасивната политика на претходната ненародна влада на Заев и Ковачевски. Очекувате ли дека ваквата политика на новата влада, предводена од премиерот Христијан Мицковски,
ќе донесе бенефит на Македонија на политички, економски, безбедносен план. Каков впечаток ви остави македонска делегација, каква политичка, каква економска придобивка доби Македонија од оваа посета? Реално ние погоре малце ги анализиравме овие ставови. Јас кажав дека особено овој последниот дел што јас не сум ја слушнал реално ова изјава, не сум ја слушнал. Прв пат ја слушам, но мислам дека со ставовите што ги имав малце погоре е буквално слични како на премиерот, на тоа дека замина веќе времето по секоја цена да бидеш во власт. Тоа се корумпираните политичари кои излегува нас да држава и представуваат државата. Реално тие Јон мора да знаеме ние дека во минатото нашите политичари не отишле да ја представуваат државата во надвор, односно во тие самити или биле. Тие по секоја цена отишле таму да се шетат. И по секоја цена да ги слушаат други, да, се стига да особено да уживаат во тие луксузни хотели кои им плаќаше државата и да се да јадат, да пијат и да се вратат. Буквално не им интересираше тоа што се случува во странство, односно тоа да се надоврза со истата изјава на Христијан, односно нашиот премиер, дека тој по секоја цена го има користено, освен да ја представува државата во меѓународните односи, односно како делегација, да може да има и придобивки од тоа одење во САД, реално на посетата на САД. Цело време тој таму имаше билатерални комуникации, односно средби со луѓе кои се представници на големите компании во САД и нели промовираше и нови инвестиции во нашата држава. Значи, за прв пат во историјата може да имаме таков тим, односно премиер, кој реално отишол да ги представува нашите интереси, да ги брани нашите интереси, да се заинтересира за нашата диаспора тамо и под секоја цена да ја представува државата пред тие сите институции, а вклучувајќи и Джоб Хопкинс универзитетот, кој е еден од најголемите и најпознатите универзитети во светот, и исто така да може да има тие средби кои што ќе им донесат бенефит на нашата држава и една за секогаш им покажува пред светот, пошто тоа е представување пред НАТО алијанса и во следниот партнер најголемата политичка, економска и воена сила и како држава во ниво на светот, дека времето на корумпираните политичари им дошол крај. Тоа значи дека во иднина ќе имат односи со коректни политичари кои нема да се корумпират и пред се ја имат целта да состават и односно да градат нормална демократска држава, што е многу битно за членовите на НАТО алијанса, а и на самиот следниот партнер. Така, премиерот Мицковски од Вашингтон најави нова инвестиција во вредност од 35 милиони евра и 100 нови вработувања. Што мислите за оваа инвестиција? Значи, нашата влада, односно составување на нашата влада за многу краток период, односно во првиот ден, вториот ден, односно на составување, промовираше големи проекти, пред се ветерниците од инвестиција над 500 милиони евра, па после друга инвестиција странска, па сега кога отида во САД, па нуде, мислам дека не е само 135 милиони, има неколку други инвестиции што ќе дојдат во нашата држава, така што реално за една 2-3 недели на месец колку е нашата влада, има направена колку една влада што има направена за 7 години во минатото, но овие пари ние што ги спомнува премиер, што ќе ги инвестира во државата се многу малце, не како инвестиција, но со тие се многу малце ако ги спроведеме од тоа колку ја покраделе нашата држава. Значи ни треба многу милиарди, десетина милиарди да го надополниме односно тоа што го има накрадена во овие последни 7 години. Така што ќе биде реално многу тешко да го управиме нашиот бизнис, а многу е важно и да го потенцираме тоа дека ќе зема кредит од 500 милиони. А баш налегувате во едно мое прашање кое што наред сакам да го. Така што сакам да го елаборирам и ово прашање во смисла на тоа што ќе бидат придобивките. Така што, значи, овие инвестиции што се директни инвестиции многу добро дојдат во нашата држава во смисла да се движиме, да се развиваме економски, а во вториот план и да го држиме младината во нашата држава за да работат тука со понудување на добри
отплати. Реално во нашата држава сакам да се надоврзам дека веќе луѓето не бегале до сега само заради нискиот стандард за живење, тоа тие веќе одамна имаат отидено во странство, но мислам дека во последните 5-6 години луѓето почна да таа генерација на луѓе, односно таа класа на луѓе кои имаат добар живот, односно имале добри примања, кои може да живееле комотно во нашата држава, но заради безредието и на нефункционалната држава тие одлучиле да идат во странство да се живеат. Како гледате на она што го обелодени премиерот Христијан Мицковски дека од Унгарија ќе позајми 500 милиони евра со каматна ставка од 3,25%, 3 години грејс период и 12 години рок за отплата, што значи вкупно 15 години рок за отплата. Мицковски кажа и за што ќе бидат искористени овие средства. Предлагам да го слушнеме премиерот Мицковски каде и за што ќе ги користи овие средства пред да го слушнеме вашето мислење. Договоривме дека веднаш сега одговорните лица, Министерството за финансии на двете влади, да отпочнат процес во кој што унгарската влада ќе поземи на македонската влада сума од 500 милиони евра под следниве услови, а тоа се камата од 3,25%, 3 години грејс период и 12 години рок на отплата, што ќе рече вкупно 15 години. Имајќи предвид дека воспоставуваме специјална економска соработка, тоа ќе подразбира дека и во иднина, кога ќе има потреба од такво нешто, ќе можеме повторно да се обратиме до нашиот специјален економски партнер, а тоа е унгарската влада, и да побараме поддршка дополнително што ќе е потребна за македонската економија. Сакам да информирам македонската јавност дека овие 500 милиони евра ќе бидат употребени на следниот начин. 250 милиони евра директно поддршка за македонската економија под истите услови, а 250 милиони евра ќе бидат наменети за капитални проекти кои што ќе бидат изведени во општините и ќе бидат исклучиво наменети за потребите на граѓаните. Повелете, господине Фаризи, да го слушнеме вашето мислење околу ова. Реално ние до сега сме се научиле парите да ги земаме од Светска банка, односно од другите финансиски организации во ниво на светот, но или од другите банки. Ова нешто е ново, значи државата да успее да обезбеди пари директно од некоја друга држава. Тоа е, како кажа и премиер, нели специјален однос, специјален земање на пари од една друга држава, тоа од Унгарија, така што 500 милиони евра, јас мислам дека се бајки пари за нашата држава, особено како сакат, односно ги планираат да ги потрошат во смисла на тоа дека 250 милиони евра ќе им дават директно на општините, за да можат тие да ги реализираат нивните капитални инвестиции, и другите 250 милиони евра за други инвестиции во државата, особено. Јас мислам дека во нашата држава им фали инфраструктурата во одредени градови низ државата и автопатиштата. Не замислете, имаме еден прекрасен Охрид кој сакаме може да секоја недела да идеме да посетиме, но само кога мислиш дека каков е патот за да од Скопје пример до тама, да замисли од другите градови, значи луѓето одлучуваат да одат во друга држава да се одморат, односно да барат други алтернативи. Да имаме еден добар автопат до Охрид, јас мислам дека сите би сакале секоја недела да учествуват. Тоа ќе биде придобивка и за нашата држава, но ќе биде и економски бенефит за тие градови тамо како што се Струга, Охрид и околни градови. Така што јас мислам дека е добар чекор и тоа не покажува дека само овој 500 милиони евра ќе ги земеме оставено на Унгарија и премиерот кажа дека ова специјална однос што го има во економски план со Унгарија може да продолжи, зашто да не продолжи и во другите странски инвестиции. И многу е важно дека Унгарија како член на Европска унија и на НАТО директно не поддржува како држава. А зошто од СДСМ се бунат на оваа позајмица?
кога многу поволни услови, 3,25% камата и 3 години грейс период и 12 години плюс да се плати? Што им пречи? На нив им пречи тоа што не биле толку умни да ги земат тие пари, да ги инвестират во државата. И второто, разочарани зашто тие пари па се инвестират во тие, значи тие си знаеле, Тие сакат да да си позајмат и директно да ги стават по нивните джепови инвестициите да се никаде. Тие се научиле, односно веќе им станала пракса во државата, парите што ги земат како позајмица, како кредити и ги им дават на странските инвеститори, односно на пример како што беше Бетелнека, не да им платат на 160 милиони евра, а нито 1 километар градан во асфалт во држава. Така што тие се разочарени зашто па тие не може да бидат во тие 500. Да беа обратно тие да ги зема, мислам дека ќе се фалија минимално 10 години. Од големата врева што крена Грција и Бугарија околу непочитувањето на договорите од македонска страна, особено оној меѓународниот со Грција, дека ќе го постават тоа прашање на маргините на НАТО самитот во Вашингтон и дека ќе му приредат непријатно изненадување на премиерот Мицковски, како што изјавуваше Мицотакис неколку недели пред НАТО самитот. Не видовме некое непријатно изненадување, туку го видовме спротивното. Мицковски токму од седиштето на НАТО, каде што се одржуваше самитот, го користеше името Македонија, а не придавката Северна. Дали Мицотакис беше искаран како мало дете да не го носи билатералниот проблем во куќата на НАТО, туку само да го спомне проблемот, или пак Мицотакис се исплаши од исправената кичма на премиерот Христијан Мицковски? Јас мислам дека пред се тоа што го кажа на почеток, сакам да бидам на моите ставови, дека тоа Алијансата сакаше да покажа беше самит на 75 години, особено во една многу тешка ситуација каде е војната помеѓу Украина и Русија, така што реално НАТО, Алијансата сакаше да покажува дека има унитет внатре како Алијанса и дека немат разделби внатре помеѓу партнерите, така што, а второто е дека реално Грција немаше некој правен основ нам да не односно да има такви ставови дека владата не го почитува тоа што кажува изненадување да му прави нешто. Предичи, реално ние не сме сгрешиле никаде, освен што представителот на државата по заклетвата, односно заклетвата што имаше, го употребуваше само Република Македонија. Така што комуникацијата што има Христијан Мицковски и неговите ставови се лични ставови, така што во ниту еден случај јас мислам дека го нема поминати тие граници што ги има запоставено со потпишување на договорот. Јас мислам дека Христијан Мицковски има почитуван Преспанскиот договор, така што јас мислам дека Грција немаше многу правен основ и политички основ за да ни направи изненадување, односно да нападнува како држава во НАТО алијансата. Јас мислам дека тоа ќе го користат во излагањето на нивните по билатералните односи со нас, но јас очекувам така да се случува на цело време тие да не нападнат, но најверојатно тие сфатиле дека не се од тие политичари кои лесно се предават пред нивните притисоци. Можда на нив им бил и трик тоа да пробуват, но од кога не им поминува. Јас мислам дека тие сега почнат да направат неверојатно некоја друга тактика. Зошто досега во изминативе 6-7 години слепо се следеа ставовите и насоките на Европската Унија, кога досега мислам на Европската Унија не го исполни нејзиното ветување дека ќе започнеме преговори ако го смениме името? Јас сегаш сум имал ставови дека ние од кога ќе го решиме проблемот со Грција, ќе имаме проблеми со Бугарија. Дека Бугарија некогаш не излегуваше пред Грција, бидејќи не сака нам да не разочаруват реално и од Европска Унија. Најсигурно, најверојатно тоа е некој договор на Европската Унија. Така што ние кога го решивме, ни ветува дека ќе бидеме дел од Европска Унија, испадна дека со Бугарија имаме проблеми, така што јас мислам дека оние цело време ќе не блокират, додека ние немаме некоја конзистентна политика меѓународна, кој еден за секогаш ние треба да имаме гаранции дека под секоја цена треба да бидеме
во таа Европска унија, во смисла по секоја цена, смислам дека ако Европската унија решила по секоја цена нам да не стави во Европска унија, тогаш треба да се почитуваат особено страните во договорите, така што ако не успееме да го решиме спорот со Бугарија, јас мислам дека треба да имаме гаранција од Европската унија дека одма после тоа ќе ги почнеме преговорите или ние да ги почнеме преговорите на крај да ги правиме сите тие уставни измени што ги бара Бугарија. Јас мислам дека ќе се најде некој начин за да ние успееме да бидеме дел од Европска унија. Но мислам дека сега почнува нова ера на градење на надворешната политика во нашата влада, односно во нашата држава. И тоа е добродојдено за Македонија и за македонскиот народ. Треба ли по секоја цена Македонија да посакува да стане членка на ЕУ и во кој момент треба да се стави црвената линија за да не се дозволи интересите на Европската унија да бидат испред македонските национални интереси, за да не го изгубиме суверенитетот, а со тоа и правото да господари на својата македонска судбина? Јас мислам дека пред се има правила во Европска унија, пред се секоја држава која сака да биде членка на незе треба да даде еден дел од суверенитетот, веќе ти си не си суверена држава како што моментално некој за одредени политики, одредени економски, културни, во сите полиња што ги има тие кластери што ние ги проговараме, односно со Европска тие глави што 34 колку се, јас мислам дека во секоја политика пошто ќе донесуваат, односно одлуките од Европска треба да важат и за нашата држава, така што реално ти кога донесуваш такви одлуки си независени треба, односно треба да си зависен од нив. Така што јас мислам дека повеќе ние треба да се фокусираме во внатрешната политика, ние да ги градиме институциите внатре во државата, за да почнеме ние да бидеме равноправна членка со Европска унија. Пошто тоа е знак прашање дали ние ќе сега. Јас мислам дека како ние ќе ги исполнуваме тие услови на граѓаните во смисла на економски, социјален, културен, правен аспект, јас мислам дека така ќе падне и ентузијазмот за влез во Европска унија. Ние Европската унија кога користиме, ние мислиме, односно како граѓани сите, дека треба да влеземе во Европска унија само да имаме економски бенефити, односно да имаме поголеми плати. Но не е така. Јас мислам дека за влез во Европска унија треба да ги исполниме сите услови кои може да ги исполниме како нормална држава, без да бидеме членка на Европска унија. И јас сум за да бидем во дел на таа Европска унија, пошто генерално сите држави се во таа Европска унија, но јас мислам дека не по секоја цена и не многу брзо. Дуи, иако и официјално е во опозиција и знае дека од таму враќање нема за подолг период, сепак се уште се однесува со витешки и бунтовнички изјави. Каков е вашиот став? Кои се причините за ваквата ситуација? Дали една од нив е тоа што САД ги крена рацете од нив или повеќе поради стравот дека ја губат моќта во администрацијата? Над клиентелизмот сакаш да кажеш. Над клиентелистите. За прв пат во историјата, од кога е формирана до 2002 година, станците не стоја позади нив. Тоа е многу важно. Во последните година и пол на ДУИ најверојатно им било забрането да ги исполнуваат нашите сојузници НАТО, САД, Европска унија, нашите сојузници, нашите пријатели. Тоа секој излагање 15 пати го имаат употребувано, а од друга страна правеле криминал, корупција и раздор во државата, така што испаѓаше како тие директно да ги поддржуваат во нивните лоши политики што ги направиле во државата. Така што во последен пат нити ги спомна, па нити тие стоја позади во создавување на новата влада. Дури јас мислам дека беше студен туж за нив излагањата на амбасадорката на САД во Скопје, која изјави дека мандатарот може да составува влада со кого сака, и тоа мислам дека беше крај на политичкото однесување на ДУИ. Но во влада во смисла. Но ДУИ, знаете што е? Јас многу се движам низ градот, се движам во околината, низ помалите села на државата и ги знам луѓето генерално кои се приврзаници на ДУИ. Реално Јон и Бети тие само живеат вака
физички, а духовно се веќе односно од кога се составува новата влада, тие се умрени. Значи, тие живеат, само се движат, реално не им работи ни мозокот, а и духовно се веќе умрени. Да, реално ти го кажувам тоа, дека значи луѓето како мртовци, значи како зомби се движат, а го изгубиле. Значи, тие го сватиле тоа дека веќе е крај на животот, пошто буквално реално тој нивниот живот го живееле дека се во власт. Тие секој ден кога стануваат сабале, им е кошмар, сега и не можат да спијат, реално ти гарантирам. И кога стануваат сабале, да кажат, мислат дека се во сон, дека се во опозиција, и после кога почнат да се расонуваат, не можат да го измислат денот, и реално тие функционираат како трупови, само се движат, а духовно тие веќе не живеат. Дуи ќе се обидува нивното членство да го држи под контрола, бидејќи се плаши од тие клиентелистите, бидејќи дуи реално гласовите ги земал од клиентелистите, луѓето што го има вработено во државната администрација, од тие така наречени бизнисмени, корумпирани бизнисмени заедно кои ги имат покрадена државата низ тендери и тие пари после им ги дава на нивните шофови и луѓето на кои им вршиле такви услуги. Но генерално јас мислам дека вработените во јавниот сектор го имат одржано дуј. И дека подека тоа ќе почне да падне ентузијазмот, бидејќи самите јавни службеници, државни службеници кои работат во државната администрација ќе сакат да унапредуваат, односно да први да ги чуваат нивните работни места, бидејќи неголемиот дел од нив не се способни за нивната работа да ја извршуваат. Второ, не дека нема и во другите националности, да се разбирам, пошто мене како ми кажам, јас вака како изјавам, овие мисля дека јас сум против реално албанците кои не, јас сум за сите, но јас генерално пошто прашањето е во ова насока, јас мислам дека многу голем дел од нив не заслужуваат да бидат во државната администрација, а камо па да водат со тие институции да бидат на раководните позиции, но политиката 22 години ги шлепат исти луѓе. Јас мислам дека воедно ние реформите треба да ги правиме во јавната администрација и тек тогаш тие добрите административци, кои има и добри административци, реално не значи дека сите се шкар во јавната администрација, има и добри луѓе и честни луѓе и кои има знаење, и тие ќе почнат да се унапредуваат. Секој што сака да се унапреди, по секоја цена да го брани неговиот работна позиција, јас мислам дека таа ентузијазм кон дуј ќе почне да падне, веќе почна да падне, и во локалните избори јас мислам дека кога ќе ги изгубат и тие општини, веќе ќе нема интерес тие да бидат дел од партијата. Дуј ги има кането, денеска имат, мислам дека имат состанок. Да, вечер. Но јас и во една друга телевизија изјавив пред 2-3 дена дека ја видов тоа, односно како во медиумите се вртеше по социјалните мрежи и поканата ја видов, реално тама ги покана сите институции на партијата, односно органи на партијата, но не гледав дека таму пишува дека ги кане лунијата на жените. Најверојатно јас мислам дека намерно го има направено тоа, бидејќи Ахмети сака мушки да ја посне снимката. Жената за дома. Жената не за дома, не да ги спомнат шизмите пред некои времења, па се повлекува и кажат дека таа мушки не може да издржи до крај, така што јас мислам дека сака сега да ја почне таа битката мушки, но знаеш што, ги лажат, знаеш како ги лажат, пример сега ги лажат моментално дека не се поставени новите министри, дека ќе се расипе владата. Односно замените министрите, нели и државните уште не се поставени, бидејќи реално не може да се состави влада. Премиерот Христијан Мицкоски моментално е во САД, кога да се врати. И после, не знам, се најава и нова друга посета. Јас мислам дека после 23 и 24 ќе почнат да се постават и тие, односно функционерите во државата. Јас мислам дека до средина на август, јас мислам дека најголемите места во јавната, односно во тие функционери ќе се бидат поставени директорските места или другите функционери во држава, така што овие тоа го прават како пропаганда, не се ставени новите луѓе, бидејќи ќе се распадне владата. Тие значи под секоја цена сега да бидат дел од власта и да почнат исто да го продолжат со исти луѓе да ја поправат државата. Јас мислам дека
тој денеска ги има показал да има храброст, може да има некоја стратегија, но јас мислам дека тоа нема да му вроди со плод, бидејќи сме ги виделе 22 години што има направено со државата и јас мислам дека по ниту една цена не смеат да бидат дел. Не дека може да влијане се подобри, но сепак јас мислам дека тоа е високо неодговорност кон државноста. Бидејќи тие реално институциите на државата ги сметат дека како приватен имот. Значи, пример, гледам јас некои функционери, службените коли, деца да ги возат по 16 години, ни возачка немат, ја возат службената кола на таткото. Наместо тоа да го врати на државата, се шетат. Значи, јас мислам дека треба да им ставаме крај кога функционер стануваш со семејството и со пријателите. Значи, пријателите, семејството се за дома. Треба да бидеш функционер само во државата. Да не бидеме погрешно сватени, прашањава кои што ги поставуваме поврзани со ДУИ и со другите албански политички партии од албанскиот блок не се насочени према македонските албанци, туку насочени према раководствата на овие политички партии. Така само да бидеме јасни дека ние ништо немаме против македонските албанци во Македонија. Јас имаме против само тие што го злоупотребат службената положба и ја злоупотребат државата. Така. Пошто во Канада има и наратив на политичките партии порано, можда последните 6-7-8 години кога се раскомоте убав во државата, тоа го избегала, сега почнала пак да го шират тој момент, помалку не повеќе. Дека слушај, ќе се распадне државата, ајде да крадеме што да крадеме, зашто кога ќе им кажеш зашто крадете, абе ќе се распадне ова државата, ајде да крадеме. Јас сум може сега да. Да, погledаме почне се распадне. Во последните 7 години ќе интегрираме државата. Па сега, не знам сега што ќе измислат, подека кажа пак нема да ја бидува, пошто не сме ние од власт. Значи, не се тие. Оние мислат дека после тоа кој заврши токот на денот треба да биде брзо со нив, односно и наша држава да биде побрзо со нив. ДУИ замина во опозиција, но со себе го понесе наративот меѓуетнички поделби, но сега од позиција на опозиција. Последната поделба на општеството ја направија преку пребројување на членовите на делегацијата која замина во Вашингтон, колку од нив биле македонци, а колку македонски албанци. Како гледате на ваквите напади од ДУИ дека делегацијата која беше на НАТО самитот во Вашингтон била моноетничка, бидејќи немало представници на албанците, со што се правело системски обид за да се отстранат албанците во представувањето на земјата. Истовремено, обвинувајќи ја коалицијата вреди за вазали кои биле помножени со нула наспроти вистината, а тоа е дека Гаши како претседател на собранието кој учествуваше на парламентарното собрание на НАТО во кое се одржа на маргините на самитот на председателите на држави и влади во Вашингтон. До каде се спремни да одат со вакви небулози? Дали ова е вовед до вештачко создавање на ултранационализам и вовед во федерализација? Ни требаат ли вакви поделби и зошто го прават сето ова? Ево уште една причина да ве мразат. Мене ме мразат пошто оддавна бидејќи имам ставови реално реални ставови, така. Реални ставови, така што јас не сум бил нивен послушник. Така што многу разочаран за ова. Не сакам да кажам нешто друго. Представувањето надвор од државата не значи дека треба само да имаш повеќе соби пренотирани таму во САД, односно да излезеш да се шеташ по повеќе ручеци, му ваljda тие така го сметат тоа и дека треба да бидеш представник да ги земеш сите таму и да идеш да се шеташ, да се кикотиш таму и да им покажеш на другарите дека многу убаво си поминал супер таму, чи по тие хотели и по тие кафулиња, ресторани. Јас мислам дека многу едновремно да биде. За мене многу е важно едновремно. Јас мислам дека во овој состав само и премиерот да идеше сам, јас мислам дека ќе беше задоволно кога ќе представува квалитетно некој човек во странство, како што беше ситуацијата сегашна. Ја мислам дека Африм Гаши како председател на собранието, тие не може да сватат, оние мислат дека уште Талет Џафери е председател на собранието. Јас ти кажам дека се тие во голем шок. Оние не може да го размислат животот дека не се во власт. И тие значи
па непочитувањето на тоа дека Африм Гаши бил тамо, како председател на Собранието, односно тие покажува дека не ги почитуваат институциите на државата. Тоа е реално, значи, чим не го почитуваш тоа. И сега, нивната изјава беше на тоа дека нема представник. Од кога разбера дека представник е Африм Гаши како председател на Собранието, почна, а зошто тој па да биде? Тој неверојатно сакале да ги кадат нив да ги носат таму. Јас претставувам дека ако ги кадат нив да ги носат, тие ќе бидат задоволени, нема да Свети беше вој. Да, јас мислам дека Талат Џафери требаше да го носат реално таму. Тој и ќе им кажеше гацки таму, кој ќе се напиеше 2-3 после реално многу по слободно ќе се изражуваше. Тама ќе представуваше држава тип-топ, да се сафаткаваме малце. Значи, јас мислам дека државата е представувана во многу добар состав, особено прв пат во историјата. Јас не сум видел во последните години да се представува држава на таков начин, равно со сите лидери да бидеш еднакво. Во регионот има такви лидери, за жал кај нас немаше таков лидер и ние бевме жедни да имаме таков лидер кој ќе не представува во надвор од државата. Господине Фаризи, би ти опрости, јас ке се умешам, дека не можам да трпам вакви, не прашања, не можам да трпам неправилности. Се обраќам до нашите гледачи и слушатели, кои што веројатно слухот не му е добар и ве обвинуваат дека не се го користеле името Македонија. Во цела оваа емисија многу често рековте Република Македонија. Не знам зошто нашите слушатели и гледачи не го слушаат тоа, туку го слушаат она која ќе речете само нашата држава. Опростете, почитувани слушатели и гледачи, меѓутоа тоа е моето мислење. Не ви забранувам што да пишувате и што да говорите. Веруваме дека господинот Фаризи нема да се лути или да го земе како навреда тоа, меѓутоа јас како човек таков сум со крстот начело и она што го мислам дека е правилно ќе го кажам, а не се лутам што така го пишуваат, меѓутоа сакам да знам, ево нека ни напишат зошто не го слушаат оној дел кај што зборувате Република Македонија. Македонија тоа го изоставаат, а во 50 зборови, ако речете 10 само наша држава, тоа му пречи. А не му пречи со СДСМ и другите никогаш не рекоа Република Македонија, се македонци. Само да бидам, само да се надобрзувам. Значи, во комуникацијата, пред се јас сум научник и сакам да го употребам зборот во реченицата. Не можеме да бидеме тука да правиме секој збор или втор збор да кажеме Република Македонија. Така што јас се обратувам нормално дека државата, значи дека нашата држава е Република Македонија. Така што јас валјда може и да не гледал од почеток и не фатил во еден дел каде ние не го употребуваме Република Македонија, но сепак на сите гледачи сакам да бидеме коректни реално и да не секогаш ние кога ќе бидеме во емисија да не гледат од почеток за да бидат вака. И на крај јас мислам дека кога би ја гледале емисијата од почеток би не се извинувале и реално би се коригирале. Јас секогаш во секој нашата комуникација Република Македонија, барем јас јавно не настапувам само кај вас и во другите емисии, така што мислам дека сум коректно пред се. Тоа нашата тоа се разбира дека е Република Македонија. Може да кажем искрено, ние на почетокот ви кажавме, ако не бевте коректни немаше да пратиме и првата покана до вас. Ви кажавме на почетокот, долго време ве следевме и одлучивме да бидете наш гостин како што гледате сте чест гостин. Так. Да се надоврзам на претходното прашање, дали ваквите наративи се поради не единството кај македонците, а единството кај албанците и дали владата на ВМРО, ДПМН и коалицијата Твоја Македонија заедно со другите два партнери Вреди и Знам за Македонија ќе ја искористи оваа историска шанса да изгради национално единство и поврзаност помеѓу сите етникуми, бидејќи тоа е еден од главните лекови за здраво општество. Реално во минатото, пред да се состави новата влада, секогаш, само да знаат гледачите, дека секогаш има единство за криминал и корупција. Тие многу лесно се договориле за тоа. А не се договориле за да имат единство кон државата. Значи,
ниту една страна, ниту другата страна, ни македонската страна, кажувам сега како националитет и внатре во државата и како албанците, значи многу лесно се договориле, имале единство за криминал, корупција, за тендери, за поделење на власт, значи без проблем, но имале проблем за да имат заеднички став за да ја представат државата, односно да прават реформи, да ја представат внатре во политиката и надвор од политиката, односно да прават добри дела за граѓаните. Така што мислам дека за прв пат сега после овои избори имаме еден консензус, единство, мора да признаеме, помеѓу ВЛЕН и ВМРО-ДПМНЕ пред се, тука нормално не ја знам. Јас мислам дека ВМРО-ДПМНЕ за прв пат најде добар партнер кој добро се може да имат консензус внатре во владата со цел заедничко да ја представува државата. И ова им пречи не само на македонците, туку им пречи и на албанските политички партии, бидејќи и сите сакат да почнат да се разделат луѓето по националност, односно да имат други ставови, се со цел тие полесно да дојдат во власт. Значи, нивната борба е по секоја цена да се вратат пак на власт. Јас мислам дека ако продолжува ова влада 4 години, а јас мислам нема зошто да не биде така, јас мислам дека ќе сме на добар пат да имаме прв пат во историјата голем консензус внатре во државата. А јас мислам дека прајавањето на овој начин на владата, мислам дека ќе биде наратив сите други влади кои ќе се состават, ќе бидат врз основа, значи првиот основ ќе биде основата за да имаме единство помеѓу политичките партии, а тоа автоматски значи единство помеѓу етникумите во државата и да ја водиме напред нашата држава, односно Република Македонија. Спомнавте нешто за односот помеѓу коалиционите партнери, тука јас ќе поставам прашање околу тоа. Како ќе го оцените внатрешниот однос на коалиционите партнери во владата, особено со однесувањето на коалицијата ВЛЕН, односно ВРЕДИ, составање на албанско знаме во канцелариите на министрите од ВРЕДИ, а еден таков пример се случи за време на координативниот состанок на министрите на ВРЕДИ во кабинетот на Меджити, зашто реагираат од ЗНАМ, но и од ВМРО-ДПМНЕ. Кој е вашиот став околу користењето на знамето на друга држава? Може ли ова да предизвика некаков раскол во владата или е само изолиран случај со кој ВРЕДИ сака да им покаже на оние од ДУИ дека не се вазали, како што ги нарекуваат, и дали ова не е всушност наметната замка од страна на ДУИ за да и наштетат на ВЛЕН, односно ВРЕДИ? Јас мислам дека, јас сум многу реален, јас мислам дека ВРЕДИ има направено 3 грешки во ова новата влада. Првото го има направено изјавата што го дадеше Африм Гаши за некоја телевизија од Косово. Значи, таму не сакајќи може да каже или недоволно, пошто не ги артикулира добро зборовите, нејасен и кажеше дека татковина, односно неговите предци па се од Косово, и каже на мојата татковина, во смисла на тука имаше или небулози па реакции. Реално тоа му беше првата грешка. Тој треба да изјавува сега веќе не Африм Гаши кој живее во Скопје, граѓанин тука. Тој е председател на собранието, председател на собранието на Република Македонија. Тој треба да даде изјави кои се посочни, разбираш, по добри изјави, по квалитетни изјави. Први. Втори, најголемата грешка беше кога министерот за интеграција за европски прашања наместо да кажува дека се сретнал со амбасадорот на Европска унија, те кажува дека се сретнал со името му го каже точно, го спреткаше со холивудскиот глумец. Така што и третото беше ова што господинот Меджити, односно вице-премиерот, држи координативна седница. Јас што мислам дека е нормално да држиш координативна седница, односно да имаш состанок со министрите, но начинот кој го имаше, може да тие сакат да се рекламират пред ДУИ, намерно, пошто ДУИ нон-стоп ги критикува дека не се способни
односно веќе се вазали на ВМРО-ДПМН, и тие најверојатно сакаат да се покажат тоа, мислам дека го направија на аматерски начин да постават едно знаме таму внатре, но вчера, пример, или за вчера дал изјава Арбен Таравари исто по ова прашање, и тој кажа дека имам, освен македонското знаме, односно знамето на Република Македонија, го има и другите знамиња на другите етникуми, и јас мислам дека албанското знаме се користи врз основа на закон што имаме за употреба на знамења во државата. Но јас мислам дека нашите политичари имаат одговорност и треба поодговорно да се однесат не со вакви лапсузи. Јас мислам дека пред се во канцеларија треба да ја држиш секој од граѓаните, односно секој од функционерите, што е многу важно во нивните канцеларии, да имат знамето пред се на Македонија, на Европска унија, па и може и на другите националности, да се почитуват истите, но јас мислам дека треба да постават сите коректни за да ја сакат државата, односно Република Македонија. Зијадин Села пред некој ден во интервју на една национална телевизија, говорејќи за правната битка околу лидерството на Алијанса за албанците, рече дека телата на партијата и членството останале на страна на крилото на Села и дека тие одлучиле да се приклучат кон коалицијата Европски фронт, а не кон ДУИ. При тоа, обвинувајќи го Таравари дека токму тој го донесол членството на партијата да нема друга алтернатива, туку да се приклучи кон Европскиот фронт. Рече дека ја одбил подадената рака од човекот кој го имат издадено, мислејќи на Таравари. Пред да го слушнеме вашето мислење, господине Фаризи, дозволете да ја слушнеме изјавата на Зијадин Села. Органите на партијата одлучиле за да се припојат кон коалицијата Европски фронт, каде што заедно со Алијансата за албанците се негде 9 партии, или меѓу кои е и ДУИ, Алијансата за албанците, ДПА, Турската партија и така натаму, и неколку партии се внатре во фронтот. Јас причините зошто сум ги кажал уште тогаш во времето. Прво, политички, ние бевме, роковите беа веќе завршени, ние бевме во ситуација за да креираме нова партија или да конкурираме со независни листи, веќе немаше рокови, бидејќи тоа помина со председателските избори, нели тоа беше. Јас рачунав дека ќе ги земам печатите додека стигне да се достават листите за пратеници, ама не ги зедовме печатите. Уште ден денеска не е одлучена и во таква ситуација ова многу е важно да се знае. Ние или не требаше да конкурираме на избори, или требаше да се припоиме кон некоја коалиција. Во ситуација кога се доведуваш на човек кој сум му уверувал све, да те доведува во позиција за која не велам дека е добра позиција, политичка позиција, нели? И членството да го доведува во таква ситуација да нема друго решение. Нели? Мислите дека јас би прифатил помош од господинот Таравари? Јас не би прифатил таква рака од човек кој... Господине Фаризи, како вие гледате на ваквите изјави од Зијадин Села? Па, тој не сака да ја подари раката на Таравари, тој сака да му биде врзана јако со Али Ахмети, бидејќи тој сегаш му послужил на него. Тој е човекот кој сегаш им правеше проблеми на обединување на сите албански политички партии против ДУИ, така што на крај кога му гореше на ДУИ, нормално дека нивниот шеф, односно Ахмети, ги бараше сите нив да го помнуваат него само да се спаси, за не оде во опозиција, така што една за секогаш, значи ги качевме реално сите во еден воз и сите тие стари вагони ги го врзевме на машината и директно во опозиција. И сега тој нека се расправа тамо со опозиција. Знаете што е многу важно? Многу е важно тоа што ДУИ многу вешто го изиграва него, бидејќи сега реално ДУИ е многу во тешка
позиција да бидеш во опозиција со левица, да правиш заедно со левица, бидејќи левица не е позната како така поекстремна политичка партија, и јас мислам дека од партиите немаме зијан, туку имаме само позитивност, без разлика кој како стави, најверојатно нешто се борат од тие институции, но многу, пошто тие се разликуваат многу огромно со нивните ставови, така што дуи многу вешто го употребува него, реално сака него Зијадин Села да го стави националистички да игра заедно тамо со левица, а тие да бидат малце така по-независни со еден прст во влада. Тие сака да злегат со нога, а никој не им дозволува пред Христијан Мицковски, не би дозволил тоа, бидејќи не им требаат нито реално. Јас мислам дека овие такви наречени патриоти ќе остануваат до следните локални избори, да видиме дали ќе биде така, дали пошто тој по секоја цена најверојатно ќе сака да ја земе Струга, да ја врати, да му ја поклони, односно Ахмеди, дали ќе му го поклони, ќе видиме. Тој ќе му даде реално да се кандидира, бидејќи знае дека ќе го изгуби тоа. Јас мислам дека ова фарса, нивна фарса, односно ќе трае до локалните избори и после таму мислам дека во Европскиот фронт веќе нема да има ништо. Зијадин Села на истото интервју говореше и за тоа кој го има легитимитетот, а тврдејќи дека Европскиот фронт е тој кој го добил легитимитетот за да ги представува македонските албанци. При тоа, споменувајќи дека ќе бараат непишаните правила за состав на влада да бидат пишани, при тоа обвинувајќи го премиерот Христијан Мицкоски дека тој со тоа што зел коалицијата вреди за состав на новата влада и ја водел Македонија кон национална држава. Пред да го слушнеме вашиот став за ова, предлагам заради нашите слушатели да ја пуштиме изјавата на Зијадин Села. Резултатот е јасен. Многу е јасен. Европскиот фронт не сака да остава впечаток дека се хистерични за желата да бидат по секоја цена дел од власт. Мене ми е повиден оној дел дека легитимитетот не е само за гарантирано место за да бидеш министер и да бидеш дел од власт, него легитимитетот е суштински позначајно е делот и правото за да го представуваш народот и начинот на кој размислува тој народ. И тој тоа го право го дава преку глас. Тоа е и закон на физиката. Секоја акција има и реакција. И сите велат дека тоа е непишано правило. Околу ова прашањето на легитимитет, па сега тоа ќе стане пишано правило. Не можеме ние да ги оставиме без одговор граѓаните кои не прашуваат. Ево ние ве гласав. Ви дадовме право да не представувате. Сега тоа зависело, не знам, денеска од Христијан Мицкоски, утре не знам од кој друг политички чинител. Затоа реков, акции директни кои презема за да се отварат овие теми е Христијан Мицкоски. Тој треба да одговори до каде ќе доведува ова. Поведете, господин Фаризи, како ќе ги прокоментирате овие изјави на Зијадин Села? Првен Зијадин Села да поставува прашање многу е мал. Многу е мал. Треба да се бори сам, да излегува сам на избори, не да се крие кој други таму, да излегува сам на избори, да видиме колку пратеници. ВМРО, односно Христијан Мицкоски има 58. Нека излегува тој, нека се мери и да видиме колку гласови има тој. Првен. Вторин, тој заборал дека во 2017 правеше влада со СДСМ, кога истите бројки ги имаше и ВМРО да помоне, мнозинството. Тој односно легитимитетот. Така што тој е најмалце компетентен да зборува за легитимитет. Пред се тој не е правник и не ги знае тие работи. Така што за него може ние правниците да му држиме лекции колку што сакаш на него. Така што ако тој мисли дека тој може да ги поставува, односно правилата да ги менја, еве јас од денеска ние односно заедно може да го повикаме, нека поднесува амандман во собранието, таков како што мисли тој, и нека ги обезбеди 80 гласови и нека го смени уставот. Значи, на тие политички кариеристи кои по секоја цена сака да стават власт, јас мислам дека им дошол крајот. Не може една политичка партија да условува поголема политичка партија во тоа, во која насока треба да се движи
односно во која насока треба да ја прави владата. Така што јас мислам дека јас не знам зошто му дават толку многу значење на него. Јас мислам дека намерно го прават тоа за да падне дуи под сенка да биде тој добриот. Кој мислам дека го стават него да зборува. Реално, ако гледате пресконференциите, повеќе тој зборува и неговите членови од партијата. А реално и нешто друго сакам да кажам, дека Дуи има најслаб состав во историјата на парламентаризмот во државата, односно во парламентот на Република Македонија, бидејќи таму буквално се некои луѓе кои се незнајки, односно кои ниту знаат што е пратеничкото место во собранието. Така што таму тој реално нема кој да држи говори во собранието и нема кого да го извади во пресконференцијата, освен самиот Ахмети кој излегува и тресе таму паушално изјави кои немаат врска со професионализмот, освен со тоа дневната политика. Односно тие не знаат да градат веќе политика, не можат еден амандман, еден закон да предлагат во собранието. Така што јас мислам дека калибарот на Зедин Седа не треба ниту да се коментира. Ќе ве навратам повторно на НАТО самитот. Во усвоената декларација од лидерите на земјите членки на НАТО во точка 31 се вели дека добрососедските односи се значајни за евроинтеграцијата на Западен Балкан. Во истата декларација стои дека патот на Украина за членство во НАТО во иднина останува неповратно отворен. Како гледате на ова вие, господине Фаризи, но и на другите точки од декларацијата? Јас мислам дека веќе Европска унија и НАТО сакат оддавна да ја стават Украина во нивната преградка, односно да стане дел на Европска унија и НАТО. Јас мислам дека многу брзо Европска унија да става замисли една држава која во војна да биде во процесот на интеграција. Јас мислам дека е тој политичка одлука со цел стратешки да се брани од страна на Русија. Толку. Како гледате да укинувањето на балансерот, а на негово место носење на законско решение, и како гледате на одлуката за намалување на процентот кој барање е од страна на новиот министер за дигитална трансформација Стефан Андоновски, бидејќи сегашниот процент не соодействува со реалноста, а причина за тоа е ставањето и на нерезидентното население, и на основа тоа македонските албанци бараат 31,51% застапеност во сите институции. Дали ваквиот чекор со кој Андоновски сака да го намали тој нелогичен процент е исправен чекор, и дали очекувате вреди да прифати ваквата реалност, или пак очекувате дека ќе наседне на провокациите и нападите на Дуи, со што би се створило недоразбирање во владината коалиција? Јас мислам дека балансерот треба да се укинува, но треба да имаме една друга законска одлука, но застапувањето на албанците во институциите на држава, јас мислам тоа е уставно право, загарантирано уставно право, нели? Така што јас мислам дека тој балансерот повеќе го имат направено со цел да се пикат нивните луѓе по другите институции. И јас мислам дека конечно треба да дојде време на мерит системот во нашата држава. Јас и претходно во емисијата кажав дека во нашата држава има многу неписмени луѓе. Тоа значи дека нема само од едниот етникум, но генерално во државата. Јас мислам дека ние треба да ги почитуваме европските вредности, таа нели сакаме да бидеме дел од Европска унија, кога идеме таму се има правила, како примерно во нашата држава има на 130.000 јавни службеници, односно државни службеници кои земат плата од буџетот на државата, буџетари, а според правилата во Европска унија ние треба да бидеме околу 68. Значи, замислете, половината треба да излезе надвор. Ние имаме институции кај фалат луѓе, а имаме институции кај имаме пренатрупано луѓе. Така јас мислам дека треба да се направат реформи на ова. Или работи еден човек за 15 луѓе, знаете, едниот си работи 15-14, таму си дремкат, да си шетат, или си пијат кафе, си трачарат таму на работно место. Така јас мислам дека тие луѓе еднаш за секогаш треба највредните да бидат во државната администрација
И јас мислам дека балансерот да треба да се укине и да им се овозможи, пошто реално тој балансерот е многу злоупотребен. Тој е злоупотребен од сите страни, пример, и он ти сега може да знаеш што е најлошо. Си живеел цел живот како македонец, за едно работно место да се пишеш пример како албанец. Да. Па имаш ето сега имат преку 100 и нешто 182 пишани како албанци се напишале македонци. Да, како албанци. Па обратно, или македонец си живеел цел живот, 55 години или 60 години и за едно пусто работно место во државна администрација се пишуваш, пример, карикирам сега, турчин, ром, албанец, не знам сега. Значи, тоа мислам дека не е човечно, пред се. Дигитализацијата, ја знам што сака да направат, реално, под претходниот министр имам дебатирано со ова, ме даде некои идеи и сака да ја прават дигитализација, односно таа електронска евидентирање, ти ако се пишуваш до тој електронски, значи дневник, буквално во јавна администрација, како еднаш ќе се пишеш албанец или македонец и веќе не може да ја сменеш со нотарска изјава и јас мислам дека тоа би било добра основа за во иднината да не се злоупотреба балансерот. Пример, и албанците го злоупотребат балансер, пример во општините каде треба да се запослува македонец по тој балансер, иде таму дава изјава дека е македонец и се пика во тие општините. И обратно да го прави. Значи, јас мислам дека тоа фарса една за секој. Ние мора да имаме нормална држава, нормални институции, а да немаме фарсни институции и фарсна држава. Како ќе ја прокоментирате изјавата на Изет Меджити, кој вели дека треба по секоја цена да се прими најквалитетниот албанец, иако постојат лица од друга етничка заедница кои имаат многу повисоки стручни, образовни и професионални квалификации од дотичниот македонски албанец? Не знам во која насока, не сум ја слушал изјавата, но јас мислам дека ако треба во некоја институција, треба да се бориме за поквалитетниот. Јас мислам дека и албанците имаат квалитетни луѓе, но и не им се овозможи шансата или неголемиот дел веќе се избркани надвор од државата, така што јас мислам дека треба ние да се навигнеме на тој концептот на реалноста, кој секој треба да се вработува врз основа на вредностите што ги има како личен човек. Јас мислам дека во ова јас стојам само на професионализмот, на другото мислам дека се е лага и манипулации за политични цели. Поминаа 20 на дена од формирањето на новата влада. Дали ги оправда очекувањата на нацијата пред се гласачите кои им ја дадоа довербата и како гледате на она што досега го сработи новата влада? Јас мислам дека над очекувањата дори беа овој првите дени, особено од странските инвестиции и тие првите покажувања на пензиите, укинувањето на економските директори, реорганизација на новата влада, мислам, и странските инвестиции, представување надвор од државата, јас мислам дека тие се топ во овој период додека се состави новата влада, секој ден ние имавме внатрешни инвестиции, односно во секоја општина имаше инвестиции, така што јас мислам дека започна добре. Како гледате на односот на албанската влада, која на некој начин потклекна под притисокот на бугарските власти и дозволи бугарската пропаганда за време на пописот во Албанија да известува да вметне непостоечко бугарско малцинство, а да ги избрише македонците кои се реалност, за да се стигне до такви резултати кои покажуваат 3 пати повеќе бугари од македонци? Ви мириса ли ова на подплатени владени функционери и одговорни лица од Државната пописна комисија? Јас пет се мислам дека Бугарија го има наверно го има злоупотребено, односно да не кажам, неговата позиција во Европска унија и со се цел да не им прави проблем на Албанија и најверојатно се договориле да има графа каде ќе се пишат и бугари, а во друга страна тие правеле пропаганда тамо во Албанија во смисла на тоа дека се обиде да се повеќе на македонците да им дават бугарски пасоши, тие истите да се пишат како бугари. Јас мислам дека ова е... исто така, овој е тој период кога нашата бивша влада немаше интерес да иде барем да ги посети
нашите граѓани, односно македонци во нашите државјани, односно македонци во Преспа, во Мала Преспа. Да. Така што неверојатно во иднина треба да имаме поодговорни политичари кои ќе се заинтересират и за нашите, односно за македонскиот народ надвор од границите на државата, вклучувајќи и вас во диаспората. Господине Фаризи, ви благодариме. Причинивте и денес задоволство со вашето учество во Македонски корени. Верувам дека вашата заложба за единство продолжува да ја буди свеста кај многумина кога се работи за Македонија и интересите на државата, но да не грешиме на Република Македонија. Ви посекуваме убав остаток од викендов. Пријатно до слушање и довидување овде на Македонски корени. Ви благодарам за вас, Бети и до Јон. Беше задоволство да видам во вашата емисија Македонски корени и сегаш кога ќе ме повикате јас ќе бидам со вас за вашите гледачи. Уште еднаш да ги поздравам гледачите и целата диаспора низ светот кои директно не гледат или ќе не гледат дополнително. Така што задоволство ми беше да видам делот, како и секогаш, така што имаме солидна комуникација и сакам секогаш да придонесувам со моите ставови позитивно кај нашите. Ви благодариме за лојалноста према Македонски корен и према нас. Остануваме во контакт, се слушаме и гледаме најскоро повторно овде на Македонски корени. Секој е добро. Поздрав. Имајте се убав ден.